Добре дојде во студио за моите гости, двајца мои колеги, новинари, Светлана Јовановска, дописничка од Брисел на Нова и Зоран Бојаровски, новинар. Говориме за инцидентите, односно заканите по живот кои се случија на Светлана Јовановска, исто така и сестра на Боријан Јовановски, мојот колега, главен и одговорен уредник на Нова, но и на Зоран Бојаровски. Одиме прво со првиот инцидент која ужасна и шокираше не само домашната, туку и меѓународната јавност, не само медиумските организации, реагираше и Европската комисија. Нана, да, ве молам прво, како го доживеавте овој инцидент? Веќе дадовте изјава пред владата, бевте шокирани, не само вие, и семејството на Боријан, да, сопругата, децата. Знаете како, кога ќе влезете дома и ќе видите венец, погребен, и тоа за собствениот брат. За собствениот брат. Да. Не можам да ви го опишам шокот. Јас цела вечер бев, срцето брзо ми работеше, не можев да се смирам, немам обичај да земам седативи и такви работи, па се обидував да се смирам со разговори со луѓето, со чај и така. Како, да, постапките на полицијата не ги објаснивте доволно. Да, значи, кога стаса тој венец, него го прими сопругата на Боријан. Тоа беше околу 7:30 сат на вечер, кога и двете негови малолетни деца беа дома. Постарата ќерка не беше тука. Децата имаат 7 и 9 години. И Амернис, сопругата на Боријан, не можеше да дојде на себе. Единствениот рефлекс што ви дојде беше тоа да се слика и да го стави на Фејсбук за да може да алармира јавноста. Да, алармира, не знаела како да постапи. И побарала од постарата ќерка од таа што има 9 години да ја слика. Малата била толку возбудена што се тресела, сликата излегла матно. И веднаш после тоа Амернис повика полиција. И тие брзо дојдоа, навистина, за половина сат беа тука. Дојде прво една екипа од тројца полицајци и потоа викнаа инспектори кои што дојдоа 1 сат подоцна и кои што остана дома дока 11 сатот и кои што ја вршеа тоа што треба да се заврши. Земали отпечатоци? Зедоа, мислам, си пробаа да земат отпечатоци од венецот, бидејќи венецот бил донесен во црна кеса, и човекот што дошол ја извадил кесата, ја скинал кесата, меѓутоа не го допрел венецот во тој момент, не знам дали предходно, и избегал. Не е можно да не го допрел предходно? Па предпоставувам. Они земаа некои отпечатоци, еден од инспекторите предложи да се земе отпечаток и од звончето каде што зазвонел, и они сето тоа го направија, меѓутоа на крајот рекоа дека венецот им е потребен, дека ќе го носат во како доказен материјал, да го обработат, така се изразија, ако добро се сеќавам. И ние се разбира и го дадовме, бидејќи не сакаме да ја попречуваме работата на полицијата. Запишаа се, не оставија копија од записниците или службени белешки или не знам како се вика тоа. Супругата на Боријан тоа го потпиша. Должни ли се тоа да го сторат? Не знам, јас искрено не знам. Да дадат копија на изјава. Они рекоа дека, ние побаравме и они рекоа дека не можат да оставаат нивни документи, белешки и така натаму. Јас бидејќи не го знам процедурата, област, но доколку во ред, мислам, јас им верувам на... Но доколку има подпис нечи, би требало да има и копија. За што се подпиша? Само за кратко ќе интервенирам. Она што треба да го прават тој тип на државни службеници е да ги подучат граѓаните. Значи, треба да им кажат, вие имате право да добиете копија од овој записник, дали сакат? Не го поставува тоа прашање, и мене тоа не ми го поставија прашање. Чисто таква една само интервенција да направам, но треба, должни се да остават копија и за заинтересираната, за оштетената страна. Треба, јас се чувствувам виновна што не го знам законот, би требало. Така е. Но тие треба да подучат. Така е, граѓаните не мора да знаат, но они се должни да подучат. Должни се да подучат. И не е доцна, може да си оди Боријан или сопругата во полициската станица и да си побараат копија од
записникот што е направен. Да. Во секој случај тие беа многу љубезни. Убаво разговаравме со нив, Фамели си им објасни повеќе пати што се случило и така натаму. Добро. Првично имаше соопштение, пушти соопштение ВМРО ДПМН каде кажа дека го осудува овој настан. Заведнаш потоа, после пресконференцијата на лидерот на СДСМ кој објави медиумска бомба, односно спрегата на власта со медиумите, со собствениците и уредниците, се повлече ВМРО ДПМН, велејќи дека всушност станува збор за венец кој е испратен од Заев, и во кој всушност имал улога и учество и самиот Борјан Јовановски, односно новинарите. Да. Тоа се невидени апсурди, тоа е такво нешто, наистина се смејам сега, но во исто време во себе чувствувам голема горчина. На таков начин да ја сметаат јавноста за глупава, за недорасната, за некоја толпа која не може да ја свати таа игра, таа манипулација, тоа е наистина крајно понижувачки. И јас само ќе се повикам на Борјан, тој рече: добра бе луѓе, правите истрага како што треба, па нека дојде таа истрага до таму дека што треба, па ајде после да разговараме кој бил нарачателот и организаторот на таа работа. Немојте однапред да го свртувате вниманието и да го обвинувате некого за кој е крајно апсурдно да помислите дека е такво нешто можно. Што сме ние, имбецили, јавноста? И ние како представници на таа јавноста, за да помислиме дека такво нешто е можно. Мислам, тоа е. Но нека остане уште еднаш запишано дека е тоа крајна манипулација, недолично однесување на една политичка партија која се декларира за таква како што се декларира владеачка партија и сето оно што таа го декларира за себе. Значи, јас бев стварно пријатно изненадена кога вечерта околу 11-12 стаса тоа соопштение првото на ВМРО каде што тие го осудуваат инцидентот и си реков, па добро е што ова се случува, бидејќи немало осуди колку што јас се сеќавам на многу закани кои што ги штешти. На критичките медиуми, новинари медиуми. Меѓутоа, ете, утре дента се случи друго. Да. Веројатно имало некој телефонски разговор. Ми текна нешто. Да. После тоа следувало. Се повикувате на едни разговори помеѓу Груевски и Милијана Киевски кој му вели постојано ми текна нешто. Зоран Бојаровски во студиото, мојот колега има примерно слична ваква закана иако оваа закана не може да се мери, се разбира, но во инбокс добивте закана по живот која се однесува на ваш текст всушност на колумна. Значи првата порака што ја добив не беше наведено на што се однесува заканата, меѓутоа јас претпоставував дека се работи за колумната моја која излезе претходниот ден во Плюс Инфо, а дента кога стигна заканувачката порака беше објавена и во Слободен печат. Претпоставував дека се работи за тоа. Се однесува на колумна за црковни прашања. Да, за прашањата на МПЦ, таа тема што јас вака Вие сте експерт, се застапувам на вистински начин да се отвори. Барем јас мислам на вистински начин да се отворат прашањата и да се најде решение за тој проблем. Но и потоа кога отидов во полициската станица и таму кога го отворив... Што пишуваше, во... Значи пишуваше дека имаат подготвено за мене гроб, дека сатарот е подготвен за мене и за моето семејство и дека да престанам да ја поганам светата земја македонска. Така. Без да се прецизира на што всушност му мислат. Во таа порака немаше на што се мислат, но во периодот од таа порака до моментот кога отидов во полиција пристигна уште една порака. И тоа што таму веќе беше јасно напишано дека станува збор за тоа дека јас богохулам и дека правам лоши работи за црквата во Македонија и дека го манипулирам народот и јавноста во Македонија и се повторија заканите со истата таа. Интервениравте, односно пријавивте во полиција? Да. Со бајлето кога ја прочитав пораката, прво што беше да се консултирам со некои мои пријатели, адвокат, луѓе кои, да речем, имаат одредено искуство по овие прашања и они ми рекоа дека е најдобро да го пријавам тоа во полиција. Иако имаше и смешки од оној тип, добро и ти дојде на ред, и ти си херојот во Македонија, не се плаши, викни ги да дојдат. Листата за одстрел е долга. Да. Но сепак ја свативме на крај работата за сериозно, затоа што сметав дека мора да остане трага, не смее да се премолчи. И отидов во полиција пријави, во меѓувреме
Опсе дозна за целата оваа работа, ми се јавија, ми побараа средба, ги информирав и нив, ги информирав Сдруженијето на новинарите на Македонија и се јави во редакцијата каде што беше објавена мојата колумна за да им кажам за што станува збор и они после тоа објавија текст, така да така постапив. Бев во полиција и тоа да кажам дека беа коректни, иако прво на почетокот предпоставам дека е тоа редовна некоја пракса, па зошто мислиш дека ти се закануваат, па имаш ли телефонски број на шалтерот? Рекам, добро луѓе, значи не може на шалтерова работа, бај да имате некој протокол, некоја процедура да влеземе негде у канцеларија, да ви објаснам, да ви отворам компјутер, да ви објаснам зашто станува збор и така натаму. И добро, почекај малце, после ме примија. Се разбира, требаше да го носам мојот лаптоп, се сетив, затоа што ми рекоа дека таму немаат интернет и немаат опрема каде што може да се види. Немаат интернет во полиција. Така ми рекоа, ја викам, бидејќи влеовме во канцеларија, имаше компјутер на масата, викам на вашиот компјутер или на мојот, бидејќи го носам, отвори го твојот, немаме можност тука на нашиот. Тоа не е важно толку. Да. Овие ваков тип на закани всушност обстојуваат, траат со години. То посебно на Facebook, на социјалната мрежа Facebook, која е прилично популарна во Македонија, но и служи како алатка за закани и притисоци, хајка и линч, кој со години е, можем да кажеме, еден од главните стожери на таков вид на закани е Миленко Неделковски. Значи, не само на Бојан Јовановски, туку и вами, и вашата керка, Тања Милевска, исто така дописничка од Брисел, во моментов во новинската агенција Мета, иако работи за бриселски и други медиуми, меѓународни. За каков тип на закани, веќе не можете ни да се сетите колку години тие закани траат. Навистина, јас дури предложив вчера, ми се чини, да се прави некаков, да се отвори некој досие, файл на интернет, на некој мејл и така натаму, и сите ние да ги запишуваме тие закани, бидејќи јас заборавам, искрено. И некогаш не им не обрнува внимание. Например, се сеќавам на емисијата на Миленко, која што не беше прва, каде што наредил наши слики со како се вика, со шпенадли во главите. И Борјан и Тања и јас бевме таму и се разбира еден куп. И јас и амбасадорот Волерс и други политички актери. Имате сега, например, тоа дека ние имаме многу пари, дека не плаќаат странци, не можеме да разбереме, јас не знам кои странци, и тоа е со години така, дали ме плаќаат Грци, Албанци, Европа, Сорос и така натаму. Јас си викам дека во оваа држава, во било која држава, кога има такви обвинувања, државата може тоа да го провери. Бидејќи факт е дека е еден вид престап да земаш пари за да работиш против својата држава. Тоа е точно. Меѓутоа, една држава која што смета дека јас или брат ми или вие работиме против неа и за тоа земаме пари од надвор, тоа може да го провери не само тука се разбира, без никаков проблем. Таа може да побара истрага во Белгија, во Франција, во било која земја, да побара од тамошен истражен судија, видете, ние имаме проблем со овие луѓе, дајте, кажете колку тие луѓе имаат на сметка, од каде им се парите и така натаму. И се разбира, тој истражен судија во странство ќе помогне и ќе каже. И тогаш ќе се расчисти ситуацијата. Ќе знаеме што се случува. Да. И мислам, затоа не ми е јасно. Они обвинуваат без никаков доказ. И тоа се повторува, се врти на телевизии, на социјални мрежи и така натаму. И се разбира, јас сега видов на Facebook, гледам вчера, има обвинување дека Борјан зел 68.000 евра од не се знае од каде. И луѓето се прашуваат што е тоа. Мене ми е искрено, ми е идиотски да објаснувам. Тоа би требало човек со малку образование да знае дека тоа лесно се докажува ако некој зел пари. Да. Тоа што колешката сака да го, ако ми дозволуваш, значи, многу е важно во такви ситуации зошто се случуваат овие закани. Освен што некој има некакви лични анимозитети, амбиции, афинитети и така, карактер и така натаму,
Ова се овозможува и заради тоа што не постои волја од страна на државната администрација, државните служби, правни механизми кои ќе речат, чекај, имаме ваков сигнал, некој обвинува нешто, дај да провериме. И потоа тоа да го објават, да речат нема ништо, ако имало парите се легални, добиени се преку апликација на проект за таа и таа работа и така натаму, и тоа да се објави. Ако тоа редовно се прави, вие практично практикувате држава во која владее правото, во која владеат правните механизми, во која на тој начин се заштитува слободата на изразувањето и на мислењето, и со сите тие постапки доколку ги правите, вие им ги затварате устите на тие што имаат такви амбиции. Ако не го правите тоа, вие го правите спротивното. Вие ги засилувате тие клевети, тие обвинувања без аргументи, без ништо, и составате амбиент во кој народот или било кој друг мисли, ова е во право, 100% е така. 100% тие пари дошле од негде американци, нешто, тие ќе ја рушат. Особено кога и самиот премиер Груевски, сетете се само на она славно интервју пред 2008 или 2009 година за Мија, кога кажа дека дописничките, вклучувајќи и вас и мене, Светлана Јовановска и Тања Милевска, значи бевме во тоа. Слободанка Јовановска, да, се извинувам за грешката, значи да. Ние 4 бевме во тој момент дописнички, тој говореше дека и ние и одредени политички фигури важни во Македонија, дел од политичките елити имале мотиви, односно јахти, како велеше, луксузни нешта, и тоа се всушност главниот мотив за нивната работа и непријателска дејност. И во таква ситуација, кога некој ќе рече надгробните бетонски плочи се подготвени со имиња, со презиме, време е да почне отстрелот, тоа се зборови, нели? Ги цитирам, после лесно е некој да го ископа гробот и да ви каже подготвен ти е гробот. И лесно е некој да не знам кој, не мора да се поврзани, но тоа ги поттикнува тие луѓе, не знам кој е тој што ќе купи венец и ќе го однесе со некаква безумничка мисла во домот на колегата Боријан Јовановски, каде што тврда дека знаел дека Боријан не е дома. Да, сигурно. Знаел дека Боријан не е дома, знаел дека неговата сопруга и децата се дома и така се осмелил да го однесе венецот. Ако бил Боријан дома, немаше да го однесе. Сигурен сум во тоа. Ето тоа се тие луѓе. Вие не можете во таква една ситуација да не предпоставите дека некој некаде има некој ум така конструиран дека може тоа да го направи. Кога претходно ги немате сите механизми на државата да ги заштитат своите граѓани. Или кога не функционираат тие механизми, или кога се подхрануваат. Создава плодна почва за такви. Да. Како и во Србија и во Русија имаме многу примери, Белорусија, Украина. Заради тоа што вие сте дописник од Брисел, дописничка долгогодишна, какви се реакциите на Европската Унија, на Европската комисија, на НАТО? Можеме само да ги видиме ни сите овие години, тие ги осудуваат овој говор на омраза, хајката, линчот, но со тоа всушност не завршува приказната. Нема ли некаков механизам, моќ да делува Европската Унија, ги наметна тие вредности на слобода на изразување? Видите, единствениот механизам што го имаат меѓународните институции е да и кажат на Македонија треба да донесе закон, таков, за да се може да се делува. Да. И потоа Македонија треба да го примени тој закон. У Македонија има закон. Македонија ги усвојува сите закони кои што Европската Унија ја советува, бара хармонизација, бидејќи сме земја кандидат. Прашање е како ги применува. И тука е проблемот. Европската Унија нема друг начин, она нема да пушти полицајци и војска за да не заштитат нас кои што добиваме закани, но факт е дека се и тие шокирани, бидејќи и они следат социјални мрежи, Твитер, Фејсбук, и видоа уште истата вечер што се случило, утре дента исто така, и почнаа да реагираат. Имаше овој пат, секогаш имало реакции на меѓународната заедница на вакви настани, меѓутоа овој пат, бидејќи онаа сликата на венецот на сопругата на Боријан, таа навистина
смеам да кажам, ја потресе Европа. Имаше реакција од Советот на Европа, од комесарот на Советот на Европа кој е во Страсбург за човекови права, имаше реакција од Европската комисија токму за Борјан, што обично не се случува, бидејќи они не се бават со лични пресмети, закани и така натаму. Значи, и портпаролот рече си со име и презиме, рече македонскиот новинар и така натаму. Значи, сето тоа е доказ дека они следат, они знаат што се случува. Се разбира. Меѓутоа, немаат друг инструмент. Имаат и за тој можеме подоцна само колку да... Само сакам да кажам, освен овие механизми за следење, за укажување, советување и така натаму, нас секоја година ни го подготвуваат извештајот за напредокот на земјата во европските интеграции и така натаму. Ние последните 8 години или колку се веќе, ние паѓаме на тој испит на слободата на изразувањето, на слободата на медиумите, на владењето на правото, на прашањето по дискриминација. Ако тоа не се јасни пораки, ја не знам што е. Само што некој не сака да ги чита. Тие пораки или ги чита поинаку, или не го интересира. Тие пораки, тие се со дипломатски јазик, значи некој треба да им објасни на граѓаните. Ја мислам дека ние тоа го правиме. Мислам дека Европската унија поединечни представници им го кажуваат тоа. Мислам дека за затворени врати сериозно им го кажуваат тоа го кажале. Сигурно. Но знаете како они за затворени врати и после тоа име гајле излегуваат од тие простори каде што добиваат сериозни лекции по овие прашања и потоа повторно си ја тираат својата песна понатаму. Така да вклучувајќи користејќи ги всушност провладините медиуми кои пропагандистичката машинерија. Сега сакав да се вклучам, велите дека ништо не прави освен она што може да го советува и да го... Но сепак, некои аналитичари последниве денови говорат за екскомуницирање на Груевски. Една од санкциите всушност е и неговата посета во Брисел, во моментов тој е во Брисел овие денови, и практично фактот дека нема никакви средби со високи функционери на Европската комисија, на Европската унија, за разлика од неговите колеги од регионот. Во моментот Борјан Јовановски е таму, но вие сте секојдневно во контакт со одредени портпароли или останати актери. Тоа е точно. Меѓутоа, како да кажам, Груевски бил поканет на тој состанок за транспортни мрежи на Балканот. Тоа е покана која што веројатно била пратена одамна, бидејќи состанокот е одамна предвиден и така натаму. И ние оттека добивме слики на Груевски на масата со сите други. Видовме слики каде што се поздравува со комесарот Хан, што е сосема нормално, нема да му одрешавам, мислам, тоа не оди. И тие слики нас не се коментирани како имал средба со Жозеф Дол, кој е председател на Европската народна партија, меѓутоа се сликале заедно, меѓутоа ние не знаеме што Жозеф Дол му кажал, нема изјава од Жозеф Дол, има изјава од Груевски. И мене ми рекоа, јас се јавив во Брисел кај портпаролите и прашав дали Груевски има средби со други европски функционери од Европската комисија или Советот, ми рекоа не. И јас тоа го напишав. И сега, меѓутоа, како тоа да се објасни на граѓаните дека всушност Европската унија му покажува, не го казнува, меѓутоа со своето однесување покажува дека ситуацијата во Македонија не е добра и се влошува. Тоа се тие укажувања и лекции што се делат, ама што кои може да се засилат, како што вели искуството и сигурно. Останатите примери од регионот, вклучувајќи и Хрватска, со падот на Санадер. Знаете како е тоа? Јас сум рекла одамна, уште во 2007 или 2008 година на едно интервју, сум рекла дека за Европската унија, за меѓународната заедница, она што е најважно е Македонија да биде стабилна и да не биде закана за својот и регионалниот мир. Груевски и владата тоа многу добро го знаат и они се трудат да не бидат закана. А во меѓувреме се жртвува демократијата во име на безбедност. Ако ми дозволиш само едно сакам да кажам.
ми се чини дека постои некое неосновано мислење превладува во Република Македонија во однос на медиумите за проопозицијските и владините. Кога се вели опозицијски, сушност јавноста смета дека станува збор дека се припадници на одредена политичка партија, а не критички. Тоа е едно. И кога се зборува за поделеност во медиумите. Да бидеме реални, нема ништо страшно во тоа медиумите да бидат поделени по основ на тоа која политичка концепција или ориентација ќе ја застапуваат. Тоа е окей, не е тоа никаков проблем. Меѓутоа, професионалните стандарди мора да се почитуваат. Дури и тогаш, јас сум на едната страна, јас застапувам либерални, социјалдемократски, не знам как, вие демокристијански и така натаму вредности, но професионалните стандарди мора да се испочитуваат. Тие се зациментираат. Во однос на професијата, а во однос на слободата на говорот, јас од мојот настап никогаш нема да му наштетам на некого или да му забранам да го каже тоа што тој го мисли. И тоа е мојот цврст став, до смрт бранам правото да така е. Смеам само за ова за стабилноста, да не бидам погрешно разбрана. Јас сум многу среќна што Македонија е стабилна и сакам да остане таква. Но фокусот е сосема во ред, меѓутоа сакам во оваа земја да можеме да кажеме многу работи против владата и да не санкционирани или да закани по живот. Јас благодарам што бевте гости Светлана Јовановска, Зоран Бојаровски.